Драги сограѓани, почитувана јавност, представници на медиумите, денес држиме пресконференција по повод две измени кои ќе ги предложиме во Законот за здравствена заштита, кои се однесуваат на здравствената заштита на илјадници поединци тоест десетици илјади поединци во Република Македонија, со тоа и десетици илјади семејства во Република Македонија. Овој проблем кој ние ќе го адресираме сега постои во македонското општество долго време и левица го има таргетирано дури пред да стане партија како ленка во таа фаза, затоа што има уставни представки кои беа усвоени од Уставниот суд по повод ова прашање, се однесуваа на здравствената заштита на оние луѓе кои изгубиле работа. На најпрост начин како да го сватиме ова, значи во Република Македонија има еден огромен број, една голема група на граѓани кои не се опфатени со државна заштита здравствена. Тоа се луѓе кои се на договор на дело, тоа се хонорарците, тоа се луѓето со паушални примања, тоа се луѓето кои се фриленсери, кои се се поголема категорија, особено во главниот град и во другите урбани средини. Имаме слободни уметници, кои во поглед на тоа дека во Македонија културните институции знаеме каков капацитет имаат, најголемиот дел од уметниците се слободни уметници. Потоа имаме категории на луѓе кои немаат здравствена заштита, чие отсуство од листата за здравствена заштита го поставува прашањето на тоа дали државата е заштитник или предатор во овој случај. Зошто? Затоа што ако сте невработен и ако вашиот брачен партнер има примања кои надменуваат еден мизерен праг од 24.000 месечно денари или 292.000 денари годишно, за сите овие категории, вие повторно нема да имате здравствено осигурување. Така и за децата од овие семејства. Значи, ние имаме едно горечко социјално прашање во Република Македонија. Ние имаме едно горечко социјално прашање затоа што во формулацијата на законскиот текст вели приходи. Значи, тоа не мора да значи само работа, иако веќе по ова можеме да видиме дека секој работен ангажман надвор од редовниот државата го казнува во поглед на здравствената заштита, туку, например, ако човек изгуби работа и ако ја продаде својата кола за да обезбеди некој safety net, некоја безбедносна гаранција за своето семејство, тој ќе изгуби здравствено осигурување затоа што тој приход ќе надмине мизерната граница од 24.000 денари приходи месечно. Во суштина, ако не го направиме ова сега, ќе придонесеме да продолжи да се гради мозаикот од социјални несигурности во Република Македонија. Затоа што од 2020 навака ние сме во перпетуална криза. Ја имавме ковид кризата, па имавме енергетската криза, па имавме кризата геополитичка со кризата во Украина, па сега имаме ценовни шокови, имаме држава која не заштитува во целиот овој период. Напротив, оставени се нашите граѓани едноставно на тековите, на процесите, без никаква заштита, да се грижат сами за себе. Тоа е едната измена која предлагаме. Тоест, бришење на овој мизерен праг за приходи. Во суштина, ние треба да обезбедиме универзално здравство. Ова значи дека ако сте фриленсер, ако плаќате вие данок персонален, зошто имате потреба дополнително да плаќате здравствено осигурување ако сте фриленсер? За сите овие категории луѓе, за луѓе без работа со брачни партнери со приходи, за слободните уметници, да се избрише овој праг за да имаат здравствено осигурување кое ќе биде покриено од државата. Вториот праг кој планираме да го измениме во втората измена на Законот за здравствена заштита е Законот за давачки на личен приход. Моментално во законот, замислете каква дискрепанца има во тоа како законодавецот до сега ги третирал обичните луѓе и ултрабогатите. Затоа што заради некоја причина, веројатно заради гениалните идеи на Трајко Славевски уште од доцните 2000-ти, очигледно дека сме ние робови на таа неолиберална политика 15 години, дека и денеска ние Трајко Славевски гувернер и релевантен за фискалната политика, тие политики ставаат законски текст дека до 16
минимални или просечни плати, во овој момент тоа е 1.100.000 денари приходи годишно, се плаќаат давачки. На тоа ништо не се плаќа. Тоа значи дека сите во оваа просторија кои добивате плати, отприлика имате бруто нето разлика 33%. А луѓе кои заработуваат над 1.100.000 само до тој праг даваат давачки. Имаме во УЈП примери каде што луѓе заработиле и пријавиле 19 милиони денари годишно и платиле давачки на само 1.100.000 денари. Зошто се тие луѓе подобри од вас овде? Зошто се тие луѓе подобри од сите наши граѓани? Зошто ние мораме 33% да одвојуваме, а тие, израчунете сами, мизерни пари? Тоа е проблемот со неолибералната политика на овие влади. Тоа што ги ослободува нивните спонзори, од кои зависат нивните победи на изборите. Ние сите знаеме како ги добиваат изборите, само се правиме луди. Со подкупи, со уцени, со многу пари. Еве од каде им се парите. Ама затоа ќе се глобат, ќе се казнуваат на секаков начин немокните, оние кои пред институциите нема да имаат заштита. Баш за овие кои се однесува овој праг на здравствена заштита. Затоа, со овие две измени, ќе се направи рез на дискриминаторската социјална политика. Има пари да го полниме буџетот од овие луѓе кои се ослободени од све во државава. Нема прогресивен данок, нема зголемување на минимална плата, не плаќаат давачки. Што прават ултрабогатите во Македонија? Што прават освен што уживаат од бедата која живееме ние сите? Веднаш мора да се избришат овие два прага и да се тргне во вистинска насока. Левица ќе ги поднесе овие две законски решенија до крајот на оваа недела. Дали имате прашање? Зошто да не е противуставно, ако може? Богатите, кои се ослободени на давачки на 1.100.000 денари. А дали не става во нееднаква положба, може би нас, кои заработуваме под 1.100.000 денари, што сме? Еве веднаш ќе ви кажам, ќе ви одговорам. Значи, прво, не се коси според уставот, според нашиот правен сектор кој ги изготвува законските решенија, тоа е во најпроста форма. Втората работа. Не може нормативноста, законитоста на нас да ни биде пред благосостојбата социјална и човековото достоинство едноставно. Мене да ме прашате, Уставен суд има одлуки скандалозни во одбрана на принципот на слободна конкуренција, не ни се дозволува да, не знам, има проблеми во дислокација на казина, во вакви такви работи, се е тоа според принципот на приватна собственост, според принципот на живот и достоинственост еднаш да го согледаме. Еднаш во политиките да ни биде егалитарноста, принципа, не профитот и приватната собственост. Моето лично мислење, приватната собственост е зло во правната смисла, затоа што е заштитник на усје, заштитник на овие сега бизнисмени кои се изживуваат со горивата. Не постои тој принцип да ви ја заштити вашата куќа. Не, ако не плаќате хипотеката, одма ќе ви ја земе, еве ви приватна собственост на улица. Ама затоа приватната собственост на крупните индустријалци не е најголемата светост во ово општество. Така што мислам, ви благодарам за прашањето, во најпроста форма не сметаме дека е противуставно.